Павле Камиловски, добре во студиото на Голден Карпет. И професорка по джез музика Наташа Миха за прв пат во Голден Карпет. Останете на Канал 5 и гледајте ексклузивно и премиерно. Почнуваме веднаш. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, there but my eyes will see only you. Сум професорка со емоција и сум на некој начин пејачка која што има знаење, па си жонглирам со двата света. Her zaman gamlı, her zaman üzgün, gönlümde. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby, some people want diamond rings. Еден Дерек Шеринјан ни свири на албум. Тој е клавиатурист од светски размери, значи има свирено поранешно со Dream Theater, со Билли Айдол, со Алис Купер. Значи отваравме тука на Deep Purple концертот, бевме прегрупа во Скопје. Една поинаква, опуштена атмосфера. Ја следиме вашата работа, Мала Италија, концептот што го правите. Да, тој е контакт проект. И би сакале да ве поканиме на една манифестација која што ќе се организира во Неапол и да ви доделиме признание за амбасадор на италијанската музика. Јас ке ти пеам, јас ке те смеам, јас ке те љубам, ке те мазам, пазам, ке те греам. Дами и господа, вие пред малите екрани, благодариме што бевте вечерва со нас и што ја гледавте вашата омилена емисија. Карпет, Искина, Карпет или Голден Карпет. Malinconia, volare nel suo cielo, non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re, perdere l'amore. Si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire, lasciami gridare, rinergare il cielo, prenderassi a sate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Браво! Македонија одоларне, примали кувала недавно поплаве, заедно со еден пејач која ќе ти испее една песна која што многу години ја знаеш на македонски, но песнава на италијански. Павле Камиловски, добре во студиото на Голден Карпет. Убав ден, недела 1 јуни. Конечно лето доаѓа, човече. Конечно малце сонце, малце песок, малце плажа, малце да здивнеме од ова облачно време. Но чувствувам како у Лондон да живеам, ко Англија, сериозно. Само врне доши на мене главата ми врне. Па да кореспондираме со атмосферата да ги собличаме кон другите. Омаци да се плиснам јас за вода, да се одзвежам. И професорка по джез музика Наташа Миха за прв пат во Голден Карпет. Наташа, јас требаш уште лане да те поканам, но сплетна околности, не знам зашто. Искрено.
Сигурно така се погодило. Не требало тогаш да биде веќе. Ете, сега треба Сега да се биде. наредиле сите коци. Да, драги господа, или дами и господи, јас сум Миро Коцаров, вашиот домаќин, и денеска вие сте на вистинската конференција на Канал 5 телевизија, останете бидејќи има одлична емисија, имаме одлични гости, имаме песна, имаме музика, заедно со нас, како и секој недел, Даци и Деки, дајте една аплауз за Даци и Деки. Ова двојка која што е компетмени робени, која што секој недел ги пее убавите македонски песни. И Ева Јовановска, мојата водителка, манекенка, инфлуенсерка, тиктокерка. Се нареди поред. Бъдете по-фо. Фала ти многу. Добар ден и од мене, драга публико. Вие сте во вистинското време на Канал 5 телевизија, бидејќи почнува вашето омилено македонско шоу. Така. А слободно можам да кажам дека Golden Carpet шоу, бидејќи веќе 5 сезони поред се остава свој некој интересен печат во македонскиот телевизиски етер. Затоа и оваа емисија ќе направиме интересна со нашите предобри гости. Гарантија смислено. Пред 3 дена не се секира, го вежбав по пат. Така, добро, Павле, најпрви, имаме многу интересно прашање, пред како што која пееше песна, сакам да ти го поставам, бидејќи си го напишав, истражував и така натаму. Колку ти е важен имиджот и модниот стил како Павле Камиловски, бидејќи за мене, тоа ти го кажувам од секогаш, а ти секогаш ми викаш кога ќе заврши емисијата, ајде треба да одам. И тоа ме многу нервира, а секогаш те фалам и ти давам комплименти, дека си еден згоден дечко, еден убав пеач, дотеран, комплетен пеач, значи висок со рамења, си вежбаш, внимаваш на искрена, убава фамилија, имаш позади себе. Сето тоа го прави еден човек да има како да кажам една убава блескава кариера, бидејќи не е само да знаеш да пееш, или треба да имаш сето тоа. Јаро кажам имаш X фактор, Павле. То толку ли па ќе те фалам, па ја не. Миро, ти благодарам многу на убавите зборови, навистина ми значи. Колку ти е важен имиджот и модниот стил? Па како артист, да, сега па летна фризура имам нешто Да, твојата, да. добро. Како артист, мислам дека секој еден артист треба да внимава како изгледа, што зборува, како се однесува. Ти си орем елегантен. Па, види, вајда сум таков. Да, фармер, ти знаеш да облечеш Како некој не? джинс Тексас палто? Не, сериозно. Како не, да, Би знам. носил некој како мене скинати широки? Не. Такво нешто не се Такво не, пронаѓам, не. да. Не се пронаѓам. А види, знаеш како, јас уште од дете, односно дете се како кажав од дете, од многу млад, 17-18 години почнав да носам одела, односно сакоја. Најверојатно дека сум стара душа, поима немам. Можеби заради тоа. Мислиш? Па можно е. Јас мислам дека не стара душа изгледа пред време си созрел. Тоа што ја уште созревам, ја Веројатно. касно созревам. Ти се почуваш со одела, добро ескаш со джемпери во емисија раздупчени, Јас сега касно со коа? созревам тоа чим роđена мајка ти го кажа. Ти го викаш на чистина. Ама тоа нема Да се побаво кажа. тоа, детето. Па никогаш јас не сум се цел, враќа. ама некојаш па и глупости правиш. Ама Не ако, си зрел. види, знаеш како еднаш сестра ми кажа, вика, Павле, многу сериозно сега си животот. Треба, вика, мат се опушта. Вика, јас сум опуштен. Опуштен сум, не дека не сум опуштен. Да, не дека не си, ама Па пази, мораш да внимаваш, мораш да пазиш, мораш да, мораш, ништо не мора, Ништо али не ако мораш, али- си така скроен и ако е тоа дел од твојата природа, onda све природно доаѓа на некој начин. Ме интересира ова прашање повеќе за двајцата. Кога се навраќате назад на вашиот прв настап или прва песна, дали какво чувство имате? Какво чувство ви доаѓа? Дали си викате, леле, што си правев тогаш, не знаев што правам или пак, не знам, немате такви размислувања? Ајде прво Наташа. Со мене. Да. Повелете. Ова досеја е прашање кој што никој досеја ми го нема поставено Ниту и на мене. и искрено да ме замисли малку, затоа што мојот прв настап се има десено многу одамна. Уште како дете, уште за време на, не знам, моја предшколска возраст, бидејќи уште од тогаш бев член на хор. И знам дека во Центарот за култура и Антески смок Тетово се дешаваше техо, тетовски хорски одзиви. Јас си бев на сцена и ми е многу драго сеќавање, ама знам дека чувството што тогаш ми владееше е дека едноставно ми е многу природно и како дома да сум. Немав трема никаква, немав некоја емоција која што не знам бев Мислиш дека од тогаш превозбудена. знаеш дека ќе станеш, дека ќе занимаваш? Не, смее ли професорка да греши у пеење? Смее. Предка неќе да те прекина, ама јас сум човек што прекинува и многу некултурно некојаш, но ми дојде онака, смее ли, например, професорка да сгреши? Па никој не е безгрешен. Да, апсолутно. Например, професорка по джез, ти си професорка по пеење, без разлика. Например, можеш да се оцениш самата себе си, каде фалшираш и каде грешиш?
Секој пат си имам самопроценка, ама тоа е потешкиот начин за тоа што да си сам свој ментор е најтешкото нешто. Треба да бидеш истовремено објективен, И а пеач и субјективното слушател. да го потиснеш затоа што како некој нели кој што е пеач и не знам си пееш и си го свиѓаш пеењето. Многу е потешко да се видиш сам себе од страна и да бидеш реален за кои ти се квалитетите, кои ти се слабостите. Сега кај мене интересното е што ја паралелно, освен што сум професорка, што сум и пеачка. Значи, сум професорка со емоција и сум на некој начин пеачка која што има знаење, па си жонглирам со двата света. Знаеш тоа, пошто многу лесно најверојатно може да се насочи таквиот тип на професор која само професијата му е професорување. А знаеш ли како се знаеш ли да наоѓаш мани на други пеачи? Например, не мора да ги кажеш, но нака да кажеш ој не ми се свиѓа или ој фалшира или бидејќи го работиш тоа, за тоа. Затоа и не треба да си професор за да слушнеш мана кај некој. Ама од друга страна сум тип на личност кој што само кога некој ќе ме праша и ќе ми пристапи со намера, например, си побара помош некаква, само тогаш давам мислење, инаку немам навика да сум надмено поставена ради тоа што имам титула професор, тоа не го гледам како Да, така. јасно. Павле, ме интересира со кој артист, дали жив, Може да дали... говорам при на прашањето да продолжи? Да, може, да, Миро, така си се убаци. Се смени цела тема. Ајде, поведи, да. Може Не, слободно. па како джентлмен нормално ја пуштиш мојата драга. Ама можевме и на друго да преминете, она одговори за тебе. Така е, па ајде друго нека. Ајде, Кажи, мене ме интересира, Си еве. го мислел, ајде, вие 2-3 минути си го мислел одговор. Не, ама ме наврати, знаеш како ме наврати Што? го? Знаеш како? Кога ќе го прашаш човек, како успеа да стигнеш до овдека, или можеш да ми кажеш кој беше твојот пат, или знаеш, кој ќе му ја поставиш таа реченица на човек каде што више стигнал до одредено скаливо, кај него се случува една ерупција од емоции затоа што се присеќа на почетоците какви му биле, знаеш. Добро, И јасно, тука да, човек така, се отвара и знаеш го кажува го споделува она со секој еден тоа што сака да го слушне, нели секој еден да му го слушне она вистинското како се чувствувал тој даден момент кога почнал нешто да прави, нешто да креира. Ти Така пред да, бродот на мој- почна? Ја почнав на брод, да, точно. Да. Меѓутоа, мојот прв јавен настап во Македонија беше на мои 27 години во Знам дека музеј- возрастен ми кажуваш да ти во еднаш. музеј на град Скопје. Тогаш бев гостин на Гонца Богоромова. Она е оперска пејачка. Добро. И тогаш ми беше менторка по соло пеење. И она ме покани на незиниот концерт да бидам гостин и да отпеам Карузо. И тоа беше мојата прва песна отпеана тоа сакам, во јавност, да. да. И се сеќам дека нозите никогаш потешки во живот не биле кога се качував на сцена. Ете. Fair enough. А може ли за гледачите да откриеме кој беше Карузо? Како беше? Дебе, моте молам се, а? Дикли како ми се смее, де? Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. Браво. È una catena ormai che sceglie il sangue di te bene assai. Браво, Павле, браво. Луѓе, тешко е бе да се пее на немајчин јазик? Гледај како ги совладал езици. Даце? Тешко. Тешко, зависи каква колку Еве ти си дел од колку танец. рутина имаш. А? Ние таму пееме на македонски. Да, знам. Не, добро, знај, ти кажам, јас- баш ти пеете македонски, друго е кој си пееш на мајчин јазик и некако мислам дека ја и кога говорам на мајчин јазик ми е многу полесно, се да ме тераш да зборам некој ќе кршам јазик. Јас и како сам солист и како дел од групата со која настапуваме заедно со Деки по тие приватни настапи, немаме некој имидж дека многу преферираме странска музика да свириме, но и тоа нешто на англиски што го пеам, не ми е sejedno затоа што не го правам толку често како на пример Павле во овие своји изведи. Треба да имаш талент за јазици. Апсолутно. А, така ја го да, мислам исто. Дефинитивно. Не само да знаеш, ти види како го ги совладува. Например, ја многу пати ќе се навратам Тоше како ги пееше. Тоше имаше талент за јазици. Да. Тоше добро пееше и англиски, и српски, и хрватски. Чудо беше тоа. Италијански пееш. И италијански со Џана на Нини. Таа една песна која што онака ти лежи на душа заедно да мислам ние не ти ќе пееш, ние ќе Ние те ќе слушаме. Може ли да Лиша Кейс? може. Да.
if I ain't got you. Браво, бре, Светскова, наше вече ова. Човече, знаеш што сватив? Имаш чист глас. Значи, знаеш како викаат, нели Селин Дион има 90% чистота у гласот, некој има песок, некој вака, имаш чист глас. Се согласувате ли со мене? Да, 100%. А? 100%. Ме бива, имам слух, нели? Да, скоро. Браво, Миро. Браво, елоквентно многу Да, бре, ова, Миро, а? браво. Браво, бе, Мики, бе, срце на Мира, бе. Душа штипска, измачена. Да, и пред да најавим игра заедно со Ева, мораме да споменеме дека имам исто промоција на два нови спота, на Павле Камиловски и на Наташа, кои што во продолжение ќе имате можност, време и прилика да ги гледате на Канал 5 телевизија во Golden Carpet. Ајде, од Павле Малина, исклучително интересен спот. Ти благодарам. Да, многу креативен, убави бои. Малина, зошто Малина? Па нема некоја посебна причина зашто малина. Не знам, Баш така онака да и е. уникатно малина, нели као јагода, као вишна. Па не, јагода него е малина, ете. Така? Да. Ксенија Николова ми го напиша текстот. А, Ксенија. Да. Аха. Нашата драга пријателка Ксенија Николова, која што е маестрална во тоа што го работи. И песната ја врдат на радиостаници. Многу ми се свиѓа тој и многу сум задоволен. Исто и јас да ти кажам, Да. прво сум изненаден, позитивно. Браво, позитивно Павле. изненаден. Браво, браво, браво. Како ете се прифати наша македонска Еве песна. гледачи сега имаат простор да видат за што точно зборувам. А сакаш да ти кажам кој ја направи песната? Да. Знаеш. Па дајте рапо за Наташа. Браво, Наташа. Она заедно со незиниот сопруг. Браво. Да. Браво, браво. Значи не знаев дека си ти ја кажав дека е убава уникатна. Не знаев дека ти си ја направила песнава, кажав дека е убава и Тоа е уникатна. дупли комплимент. Дупле комплимент. Да. Добро. Сега кажи ми ти нешто ново за твојата нова песна и спотов. Па мојата нова песна е исто направена така од мене и од Дамир. Еве гледачите дека имаат време и простор сега да го видат. Истото во продолжение? Целосно сработено во Green Room Sound Studio, а за спотот беше навистина интересен процес да се долови самата атмосфера на песната. Значи си која што е. инвестирал македонска музика, луѓе, Апсолутно. инвестирате Ама македонска мора да се музика, инвестира, Миро. македонски спотови. Да, дефинитивно. Значи мора да инвестираш да ти се врати тоа. Така е. Особено така. кога се има убав тим луѓе за соработка. Дефинитивно. Браво. А мене браво. таков ми беше случајот. Браво. Бидејќи соработував со Мартин Ѓурѓиевски, кој што ми беше режисер и монтажер за спотот. Супер. Да, си имав убава екипа, Студио Инфинито, Дејан Сидор за креацијата која што ја носев, Прокам студио која Ще што ги поздрави сите, јас Така, слушам. апсолутно сакам да Поздрави си од ги мене, не само од поздравам. Наташа. Затоа што ептен сум Се задоволна заслужиле, од она. така е. Да, така. И бидејќи добро се познавате и соработувате, да видам колку добро и можете да играте еден против друг. Дали играте еден против друг? Па, да. И се враќаме назад во студиото со една интересна игра која што досега ја немаме играно. Нова ли ова? Да, нова, прв пат со нашите гости денешни. Си ја крстив така во главата шоу-биз асоциација. Тука во садот има како заинтригирано гледа. На денеска. Нова, гледаш и со најава дојде спремена све. Во садот имаме имиња од познати јавни личности. Кај нас имаме пејачи, некои актери, некои спортисти. Само од кај нас е? Да, од кај нас. Добро. И тој што ќе го извлече името, треба со асоциации да покаже на другата личност за која личност станува збор. Ама еве во овој случај ќе почнеме со тебе, Наташа треба да погоди за кого зборуваш. Ајде. Да. Значи по 5 треба да извлекувате. Ти 5, ја на 5. Така? Да, по 5. Ајде почнуваме. Многу е брзо се ова, Наташа. Ама се гледа се. Па не бидете толку јогурт. Кој го пише ова? Кирили. Кирили Лазаров. Јас тоа на брзински. Па го Па се на брзина, што вика Наташа? Абе брат вика се ето. Кирили, па Чекај, добро. нов. Може нов? Може, Ајде, да. може, но. И вака кога ќе го отвориш се гледа се од рефлектор. Добро бе, така. Не гледам еве Не, успех. да, може. Еј. И цело Скопје чаши ја дајчи. Тарирара папа парибара. Пејачка, наша позната народна пејачка. Браво. Добре, тоа е. Да, поболеше. Ќе со љута пиперка ќе се изболи. Одма ќе се јавиш, нели? Видите шајка. Ти со гавазова шајка, не со благица. Ама сега патот прави таа песна, не знам дали знаете, дечки. На Благица Павловска. Мене ми е она Знаеш, жива дека ја легенда пуштаат ми доаѓа, се слушам. диџејеве ја кажи ми пуштаат се. по клубови, по... Сериозно? Сериозно? Човече, Да. Благица Павловска е жива легенда. Сериозно. И знам и еден локал дека ја поканија како гостника и кога влезе Благица да пее оваа песна, паднал несве сите.
Беа качени на маса. Браво, има еден рефрен од Сузана Спасовска го пуштаат нешто со пари беше. Кој? Истот? Сега не ми текна моментот, ама нешто со пари беше поврзано, многу често го пуштаат. За одиска ли? Да. А за Благица не сум знал. Да. Сега може и Моево да продолжи со песна или Можеш, со како асоциација? па? Како ти мислиш така? Машки артист овде од кај нас. Машки Има една артист? многу добра песна. Блиску до мене, срцето твое знам, иако далеку од мене. Не гледа на губа. Чекај, сега мене ми залазна музика. Твоја е знам, ме гали заспива. Ке кажи нешто друго за него? Пејаче. Добро, очигледно. Работи зоолошка. Ајде почни Ајде. со пејачи овде од кај нас. Леле. Што ги Леле, знаеш? ми се блокираше мозокот за песна. Блиску до не. Има песна Мандарина, ми се чини. Владко Лазаров. Да. Пак ли е пеач? Не, Супер, одлично. Глумец. не. Наша јавна личност, Водител. во стилист. Стилист, Сергеј. Да, добро, окей. Може нешто потешко, бре. Е, што потешко во инсталатер име и презиме, па пејачи се ги знаат и јавни личности. Да Потешко. искара. Требаше нас двајца да не знаеш, никој нема да. Добро, ајде. Добро. Не гледаме дата, Не, да стакам не може да се види. Се чита кај нас. Наша легенда, наше национално богатство, човек кој што има поминато многу, пеач, шоумен, глумец. Па знаеш кој што се. Игор Джамбазов. Много се лесни. Браво. Ајде дајте му едно на мира да ви. Ајде, Ајде, бе, Мики. Ајде, многу е лесно. Не бајде јас да одговорам. Онда погаѓа, значи. Ја да појам. Известете, ајде. Немој да дзиркаш Не сега цитам. Миро. Наша пејачка. Има етно албум. Ајде, Каролина Гочева. Да. Епа, ти се погоди лесно. Како? Од прва ги гаѓаме сите. Дайте една песна, не е хубава. Километри бројам далеку од себе. Километри одам далеку од тебе. Далеку од дома, далеку од се што имам, од се што имам. Најдов фотографија во црно-бело, а на неја ние сме заедно на денот. На неја гледам среќа, на неја гледам се што имам, се што имам. Ми фалиш тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душа да ми гаи. Ми фали за Велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома, ми фали тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душа да ми гали, ми фали за Велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Браво, Даце, браво, деки. Дајте уште некоја песна. Дајте веќе која вака некако емисијата ја тераме со забава, со хумор, со музика, да ги надополниме овие минути со нека убава македонска изворна песна која што сите ќе ја запееме, а потоа ќе ги запеете и вашите нови песни. Но онака комплетно. Море со копија, вода на Вардаро. Море со копија, вода на Вардаро. Јане лебело грло,
Janele krotko jagne. More oj sokole, ti junačko pile. More ne li vide, junak da pomine. Janele belo grlo, Janele krotko jagne. Браво за цела екипа, па има ли поубава попладна, недолно да се седиш, да си гледаш убави луѓе, како ги пеат на убавите македонски песни. Затоа продолжи Варнавска со некој убаво прашање. Убаво прашање? Да. Јас мислев со игра да продолжиме. Или игра сакаш или имаше некој убаво? Па имам еден збор, една песна, тоа е веќе поврзано со пеење, кога почнавме да пееме, можеби не е лошо тоа да го направиме. Да, пред да изиграме, ми кажа дека многу добро имитираш. Ми кажа дека многу добро имитираш, и дека многу добро пееш на турски. А ние имаме гледачи кои што гледат многу турски серии на Канал 5 телевизија и баш сакаат да видат како ти би бил некој турчин. Некој турчин. Да, црци така, имаш некоја турска лепота. Може бе како не. А, може, нели? И Чок Гюзел! Јага бе! Многу сакам ово ориенталното. Шими се. Ајде, баба. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün. Фасцинантно, Павел. Ова е едно нешто од најубавите спејани работи у Голден Кај. Вау. Бога да ти кажува. Пеел ли некој на турски да се? Никој. Никој. Значи, јас сум први. Има во прва сезона во 2021 која почнав уште пред 5-6 години, турска актерка, тогаш дојде на во Скопје. Ја начекав и со врски, уште ми беше студиото во оној ќош. Наша турчинка? Не, турчинка, актерка од турски серии. Добро. И со врски конекција ја доведов тука, зборувавме на англиски, уште Ведрана ми беше водителка, тој е сководител. И ова е второ нешто на турски, али звучи перфектно. Ти благодарам. Види ги бе, турци. Ташакюр. А? Ташакюр или Шукран може. Ме бива и мене за јадици. Талентиран, имаш осет за музика и полесно се памти. Да знаеш. Се остравам ни зашто да ти... Не. Па не сум научен на комплименти на Наташа. Можеме да почнеме со еден збор, една песна, така Добро. на брзински. Ќе ви кажам еден збор, вие треба да испеете песна или баш тој дел од песната каде што од тој стих се наоѓа зборчето.
почнам со Наташа. Спомени. Спомени. Да. Спомени. Кај го најде спомени? Има милион песни со спомени. Меѓу сенки и спомени. Сега таа песна ми, не знам ни чива е песнава. Продолжи, але која беше таа? Да, најди ми бар една ног со тебе, остани бар за миг. Но далечна Скопски си, фестивал, 97 далеку година. од се меѓу Марија сенки Стојановски. и спомени. Вау. Само да не си измисли се. Не, Добро, еве има не, не. спомени, браво. Ова е Наташа, ајде, песна- господине, ти. Чекај се, како што добро разбрав, значи ти ке кажеш зборче, Еве ти разбрав поента. така, и треба да го вметнам у песна. Да песна. Да го вметнам или да се сетам некоја... Да се сетам. Чива беше оваа песна? Окей, Што ја окей. испеав сега? Мене не ми текнува. Ајде, Ајде, Павле. Добра Звезда. Морска И звезда, мене. Ево, лесно беше. кога име да име Макфест, трето место освои со оваа песна. Мислам, 97 баш кога се спомнав. Да. Беше 20.000. Да. Наташ, усни. И тоа Ева, окей, брат. Усни како темно мастило, знам за тебе. Да, како и да беше. Која беше песна? На Елена Ристеска, не се. Елена Ристеска, тачно. Павле. Пред недели беше тука. признава. Признава. Или признавам. А може да го изведеш. Признавај. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Добро. Топ. Магија. Ке ми треба магија за да те освојам. Ти ке бидеш моја, знай, само што те Ми е твојата погледнам. песна. Ке ми треба магија, за да те освојам. Ти ке бидеш моја, знај, само што те погледна. Не су бруда злато, ја нема дозвола со кола да те Ево, овај дечко повоза. води, Но тоа се може за тебе песна да напишам. Повели? И последното за Наташа, солзи. Солзи права, Браво. златен прстен, мојот прошта. Скопски фестивал, убаво кажав, Леле Кобабавањес. Така беше? Да. Да те чувам, дури патувам. Убава песна. Нешто мене, Да те набирам. Тоа ше проевски беше исто, нели? Браво, супер. Денеска многу тешки игри поставивме. Абе, ние си Или знаеме знаат да ги професијата. играат игрите, Да, што? Си ја знаеме професијата. Браво, добро. Кажи ми, амбасадор на италијанската музика. Вау, тоа беше многу одамна. Тоа е големо признание, бе, човек. Да, е. Тоа беше многу одамна. Тоа беше 2019 година. Многу одамна си реков, ја да не го сгрешив интернетот дома. Но сега, Бе, ќе тоа е видиш пред дека 5 со години. дека Јас сум почнал да певам пред 13 години, значи Чи не многу одамна. одамна во текот на мојата кариера. Но Океј. тоа е многу убаво признание. Кој ти Да, го додели дефинитивно. италијанска амбасада? Не италијанска амбасада, него ми се јавија, односно ми стигна мејл. Почитуван неколку епитети, па моето име и презиме. И каже ги Го ти, гледаме, го следиме. Нема врска ќе ги рипнем епитетите. Намерно ги кажувам затоа што сега ти кажам што следи. И ми стига мејл и ја следиме вашата работа, Мала Италија, концептот што го правите. Да, тоа е нели? да, контакт проект. И би сакале да ве поканиме на една манифестација која што ќе се организира во Неапол и да ви доделиме признание за амбасадор на италијанската музика, затоа што тоа го правите во Македонија, а вие сте нели македонец и некој има таму кој што на некој начин ја презентира нашата култура. И така да 2019 отидов во Неапол и ми врачија награда за амбасадор на италијанската музика. И кога ми стигна мејлот, да се вратам кај епитетите, Ако врати мислев, се почека. мислев дека Иде, некој си не игра гости, играчки каде со е? мене. Знаеш дека не ми беше верно. искрено Добро. да кажам. Што ти кажа? Не ми беше верно, мислев дека некој си игра играчки со мене, дека да, механик. добро, Јас сум супер. влезен у таа Браво, бе, филм, Павле. у таа приказна. и- Браво. Наташа, кажи ми сега, например, ако би малце нескромно и не звучи скромно прашање, ако би требало да бираш помеѓу твојата професија како професор и како наставник и како човек кој што ги учи луѓето како треба да се пее, и ако би требало да бираш да имаш успешна соло кариера, што би избрал?
Сега ми текна тоа прашање, слушајќи на Павле одговорат. Мултитаскинг сум. Ако, тоа е добро прашање. Моментално сега со овој наплив на креативност кој што ја имам, најверојатно би избрала соло кариера. Со стварно? Да. Зошто бе? Затоа што сметам дека имам многу што да се презентира пред светот на сцена. И имам многу музика што ми е уште во глава и у фиока што ми стои и апсолутно би избрала малце така по живот да ми се отвори светот. А да. на пример Наташа на фестивали почитуваш, Со предпочитуваш? фестивали имам настапувано со авторскиот бенд, со Station Innermost, ама тоа припаѓа на андерграунд сцената, затоа што музиката која што ние ја создаваме е прогресив рок музика. И имаме прилично Има голем успех слушатели со за тој. прогресив рок? Има. Има и на Бидејќи тоа е светско. сложена музика и е многу силна музика и тоа што би рекол да треба да имаш слух, треба да имаш уши да ја слушаш таа музика. Не може секој да слуша таква музика. Апсолутно така. нели? е. Но ние имавме големи успеси со Комплексна тој музика проект. Еден Дерек Ширинијан ни свири на албум. Тој е клавиатурист од светски размери, значи има свирено поранешно со Dream Theater, со Билли Idol, Браво. со Алис Купер. Браво, На две браво. песни ни е гостин на нашето EP. Значи отваравме тука на Deep Purple концертот, бевме прегрупа Браво. во Скопје. Со тоа што малце ми е криво што ковид периодот не пресече, ни го пресече залетот кој што го имавме земено како бенд, затоа што таман почна да ни се отвараат вратите на балканско ниво. Организиравме турнеја што требаше да се случи во Бугарија, имавме 3 града, Софија, Пловдив и за уште едно место се преговараше, гледавме некои фестивали во Атина, Екзит, ама тој период се случи тој локдаун и малце не извади од траекторија. Мислите бре луѓе дека еве сите сте пејачи доцирани, мислите дека за музикава кој што е негова и групата и Наташа имаме кај нас доволно слухо, доволно публика, бидејќи некако се мислам сме нација која е наклонета малце на джингрлака джекица, сега реално да правиме мојот, без разлика дали сме на телевизија. Не, Да бидеме реалисти. Така е. И 90%. многу ми е криво, да, многу ми е криво за вакви алтернативци кои што стварно се музичари, у петите, и многу ми е криво што не се експонирани, ти не се комерцијалци, знаеш, ги нема, а се апсолутно, она како би пар екселанс музичари би рекол. Да. Најверојатно има потреба од диверзитет на медиумската програма која што се пласира. Бидејќи нас не има, музичари има многу, невозможно е нешто да престане да постои ако постоело во речимо 90-тите. Пошто Скопје има алтернативна сцена и тоа Дефинитивно, прилично тоа јака. е. Но за И жал, како и тоа сметам имало, и дека ќе има. медиумскиот простор кој што се остава за таквиот тип на музичари кои што се со малце поразличен согласувам. стил е мал медиумски простор. Еве повели господин сакаш нешто да кажеш, прекинавме, не те прекинавме за ова што Разборев, Павле, за ова што извини. говоревме. Не, со него се гледаме малце. Не, па за те, па еве и оне, па ги кажам од танеце, например, они настапуваат секаде, но они се со изворна македонска. Има за танец има посетители, за джингрлака има. Еве сега гледам Тоа е Србија. скроз различно, тоа е традиција. Знаеш како Миро, Да. ако работиш, Тоа е. Вашево? Па Кодот да. на македонскиот народ, ова што Така, ние го апсолутно. работиме, Да. сосем друга работа, потполно си во Така право е. за тоа. Сегде има квалитетна музика и во народната, и во забавната, и во рокот, и во попот, во се што се прави во Македонија, само немаме каде да го пласираме. Многу поразителна е уствари љубовта према српската музика која што се гаи на место према македонските артисти. Тоа за мене е малце жално што народот некако како да не пружа Ама- доволно внимание. Ама ние цело време го сакаме Џоковиќ. Ние наш тенистер не сакаме, ние цело време го сакаме Мијатовиќ, Панчев не. Ние цело време сакаме некој друг Пандев не. А знаеш Ние ли сме такви како нација. Како? Македонски тенисер, знаеш? Па сега знаеш, да, сега ти за Џоковиќ ли си? Можда немате Па ли за се Џоковиќ се не, ама сега тако ми беше. Види, ја разбирам, навијам за слушам, ме разбира, ја слушам. навијам за Џоковиќ, сега да не ме сватате Џоковиќ. Не, Дека ја го напегам апсолутно. Не, има Ама- некој стварно треба да се даде почит Џоковиќ на кога ќе победи квалитет. секоја стори на нашиот Џоковиќ како победува. Знаеш како Кога ќе Миро, успех на Македонија, проблемот е него што става. секогаш ни е постатко она страна. Туѓото. Да. Секогаш, ме свегаш. Знаеш, не тргаме од поедовна точка и да се гледаме првично себе си. Не се почитуваме Не се сами, па почитуваме. не се почитуваме. Ајде ќе кажам,
пријатели што ми се газди на одредени локали, па правиме мовет, они сега више сакаат повеќе македонски артисти да повлечат, да им дадат шанса на македонски артисти да се покажат. И тоа е многу убаво. Тоа е за почит, апсолутно, и така и треба да биде. Знаеш, затоа што не може некој да доаѓа од страна да се цени пута 4, пута 5, Пак а он доаѓа дека Иде на да се... пиедестал. Пак видов лепа Издигнат. брена концерт најавено, пак има А, Све е да, тоа супер, знаеш, све е тоа супер. Нека има. Нека има кажи и простори нате, за знаеш. нашите артисти. Да, има. Апсолутно Сега треба. гледам дека естрадата малку ни живна. Значи Да, ова не е да, моје дефинитивно, субјективно, така е. објективно мислење. Гледам се снима, гледам се работи, гледам младиве артисти, гледам возрастливи повторно се враќаат и многу ми е мило за тоа. Многу ми е мило. Апсолутно, ние гледаме и во студиото, имаме доста обрт на Бра. артисти кои што Не, циркулираат да, кај да. нас и специфичниот звук на студиото што е барем Дамир се труди цело време да биде на чекор со светската сцена, она што се случува, препознатлив е и на радиостаници, баш ми е мерак што да има диверзитет. Одлично, многу сум задоволен, што би рекол јас. И Сладкар се изведе албум, нели? Сладкар изведе албум, Они да. Тамара работат снима песна. заедно со Тамара, Тони, да, супер, Тамара, супер, сите супер, сме- супер. Тоа е стварно за Се врати, се врати на некое ниво македонската музика кој што беше пред многу години. Добро, ќе На добар запееме пат што сме. нешто. Да, ќе запееме што нешто и да привршуваме, може? Ајде. Размислувам, по 100 пати си враќам филм на се со тебе. И сегде бев, и побел свет и не сретнав јас никој ко тебе. Во секој издив чувам споменба и често те барам по навика. Во секој сон чувам порака сокриена за нас. Тука да си со мене, дај ми љубов ти, причина да сум со тебе. Да си со мене ти и ветрот зборува да си ти тука со мене. Да си со мене. Тука со мене. Дали знаеш дека за оваа песна снимив спот во кино? Во Кина. Замисли, да. Многу симпатично спот, со телефон е снимено, ама е доволно да се долови атмосферата. Дехи, бе. Дехи парче прави. Абе, не се свири, иначе без ритам, немојте свири. Каква топлина душа опива, та твоја насмевка не се копира, сонцето не допира. Ба-да-ба-да-да-па-пам-пам. Не кем ништо друго, само знам. Воу, се ми кажува, твојот поглед мал, пеперутки во стомак се заиграле во бал, како да ти прозборам. Ба-да-да-да-па-пам-пам. Да ти кажам дека ти си та, што ќе и пеам, што ќе ја смеам, што ќе ја љубам, ќе ја мазам, пазам, ќе ја греам, долго го чекав овој час. Та-да-да-да-пам-пам-пам. Универзумот си работи за нас, јас ќе ти пеам, јас ќе те смеам, јас ќе те љубам, ќе те мазам, пазам, ќе те греам, долго го чекав овој час. За да ти раскажам за нас. Браво, 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 браво. Нашите гости денеска беа Кославејчи. О, ти благодарам. Едни убави гласови, едни убави луѓе кои што верувам ќе ја продолжат својата кариера во Македонија, ќе отрасираат падоти на младите и ќе си дочекат се што ќе си посакат. Наташа,
Ми кажа на почетокот многу брзо тие све. Мисијата е брзо, така помина и 50 минути брзи. Одлично. Има динамика, мислам дека добро. доволно те прашав, иако имаме простори за повеќе, но тој простор го оставивме за музика, за шала, за Да хумор. оставиме и за следни и за емисии, игри, Миро, да не така е. биде сега една Така е. единствена. Така е. Ти посакувам се најдобро, ти посакувам да останеш да го работиш тоа што го работиш. Фала ти многу. Бидејќи си една од ретките што го работи тоа кое што малкумина во Македонија, за жал имаат слух, но како што кажав, тоа е една од најубавите професии. И Немој да бидеш тажен додека не го сум збориш тажен, ова. јас само Мене ти животот ми е посакувам се многу најдобро. убав. Не, Имам не. успешна Не, кариера. јас Многу си сте како го стажи. Некако како тажно, како тажно. Не, јас ќе ти кажам да си дочекаш туци и парапнуци. Еле колку тажен сум. Кому ли да раскажам та толку голема и највисока на свет, а јас метро и жиле. Фала, таци, значи, наредна емисија пак да ми дојдеш. Како ли јас да пораснам, се до небо, се до звезди високо, не ја даја да наснам и да речам малечка, ти си мала кукличка. Како ли јас да пораснам, се до небо, се до звезди високо, не ја даја да наснам и да речам малечка, ти си мала кукличка. Си мала кукличка Мија. Немој да бидеш тажен. Павле! Ево ги Ти... Што? Зашто? Ја ќе одјам емисија. Саш да ме имитира? Ама не може да се налутиш, а? Не, јас да се налутам шанси не. Која камера бе? Кај сум? Павле камера, овде таа. Шеска. Почитувани дами и господа, вие пред малите екрани, благодариме што бевте вечерва со нас и што ја гледавте вашата омилена емисија. Карпет. Искина, а па The ја... Carpet или Golden Carpet, како љубите така. Ви посакуваме Не, срама да га имате прекрасно и убаво вечерно. Недавно Матине. Недавно попладне. Вие сте на вистинската превенција на кажаме, дај ќе ти скинам колис карти, дај научави да навам. Добар си, да. Аха, ме потепа. Го завлеча акцентот на српски узима. Да, малку се. Заборев маце на штипски да го држа, али на галички маце отиде повеќе ти. Галичанец. Павле, ти си мој Љуби брат, ти пријател. многу знаеш често да кажеш љуби брат, знаеш, Љуби секој брат, пут да. кога доаѓам кај тебе, Да. сега малце секој пут ја кажам малце србизам гледаш како да се Нема везу галички. да знаеш дека ми е многу кеф и многу ми е драго. знам. Знаеш и го се Ти си една од ретките од прво што ми доаѓа. Бога ми, го кажувам ово, кога ќе ти се јавам, увек си расположен, затоа што има некој, чекај да видам во календарот, мислиш дека он има резервирано букинг за 2029 година. Чекај да видам, ќе ти се јавам, друже, 13 години работам телевизија, ако треба ти кажувам дека мене треба да дојдеш, ако треба ти го кажувам рейтинго и сите мои емисии претходни се за да дојдеш ти кај мене, онда да земе си селим у Нов Зеланд да живееме. Баш така. Нели? Сега ти си еден и многу ми е задоволство тоа што го правиш и знаеш дека ти давам комплименти увек. Супер сте на вистинскиот пат си. Ќе го направат ли патот бе човек? Па Видели, има го пратиш ли? Знаете ли за патот што падна таму? знаат како не. Он е повеличен. Се Ма знае. глупости. А ќе го направат? Па има Има. има позитивни вибрации дека нешто ќе се направи. Не во целост, ќе има Али човеко туристичко место пред се. како не. Па јако турист, ја немам, 2 пати сум бил ко Па ете турист. сега ти да доеш во Галичник нема да можеш да се качиш горе Нема до да може, Котелнеда, не. затоа што има слечиште на патот. Да, слечиште, да. Да, и малце се измачивме додека да стигнеме до сите оние кои што треба да го слушнат, да ја слушнат нашата мака, али ете за Тоа среќа е супер. има слух
надлежните институции и ќе се погрижат. Сакаш да се разволежеш вака. Како не да фрлиме. Да? Овие се многу добри. Си ги јадела, не те жалам, така ти давам, знам дека може да си купиш. Ако да? Добро, да не кажеш Миро, не че сум не се по бежа. Не. Значи ова е чоко стоби флипс, не е стоби, да само чоко стоби. Што е со флипсот собе? Со што е? Со вкусна? Со пистачио, кој ќе каже пистачио, готово сум. А си ги пробала? Многу се јас. Да? Си ги пробала? Ги немам пробано. Повели? Чекај, пака, морам. Јас секојаш на музика ти давам, пошто гладни доаѓаат. Сакате ли? Благодарам, не прва ракичка ќе се напијам, после вака на крај. Да, ти се свигаат, нели? Тоа се од нашите спонзори. Можеш додека ги изрецитираме спонзорите и ја завршуваме со музика. Ова. Треба да кажеме нешто за Витамига, нашите генерални спонзори кои што дефинитивно се на доброто од Македонија и ги производат сите овие сладки вкусови на кои што не можеме да одолееме. Не бе, стварно късни си. Заблажи се. Но ќе земам. Си каснуваме чоко стоби, тогаш ќе Пистачио, да, од чоко стои пистачио. Пистачио, Добро, да. па јас живеев во Америка. Кога крцкавото и чоколадното се сретнуваат, настанува совршенство. Чоко стоби, уживање кое започнува од првото топче. Крцка се топи те освојува. Твојот сладок голем одмор, уникатен и неодолив вкус кој ќе го бараш повторно откако ќе го пробаш еднаш. Да, и не заборавајте, Аджиго Home Center е пријател на вашето семејство, вашиот двор, вашата градина и вашиот дом. Што значи тоа? Следуваат топли летни денови од лето господово 2025. А во Аджиго ги има сите асортимани. Голем број и секакви видови на базени. За дома, за удворо, за надворо, дворо и така натаму. И така, ама не забравяйте Аджиго Home Center, го има во Рамстор, Скопје го има во Куманово, има и во Гевгелија, но го има и во Штип. Аджиго Home Center дефинитивно е со најповолни цени, огромен број на сите овакви видови кои што ви се интересни за дома и за вашиот дом, но пред се има и одлични цени. Многу нормално, секојаш е добро кога има цени за сите или за секој џеп. А верувам дека на сите ги интересира кога станува збор за финанси, ви требаат повеќе финанси во моментот, нешто плата не ви стигнала, па и лето, одмори. Така натаму. Тука се нашите пријатели Земи пари кои секогаш нудат достапни и флексибилни решенија, целосно онлайн, брзо, лесно и едноставно. Самиот пристап и можноста за сите да добијат финансиски средства и фер шанса ги прави лесно достапни и секогаш во право време. Во сите филијали во Македонија најбрзи во нашата земја. Земи пари кога и да посакаш. Буквално Земи пари се насекаде низ Македонија, во секој град, така да најбрзо до пари кога и да посакаш. Земи пари нашите пријатели веќе со години. Голема благодарност до сите спонзори. Да не ги забораваме нашите спонзори Евана, кои што се општествено одговорна компанија, помагаат на македонската музика и на македонските емисии, од кои Golden Carpet една од најгледаните во македонскиот етер. Моите пријатели од Фокабо, градски трговски центар Први спрат, се грижат за мене да изгледам вака елегантен како Павле Камиловски и моите девојки од Промо Италија кои што се грижат и ме боцка да изгледам младолик вака како Даци. А за мојот изглед се погрижија Азелија. И слабка деки тоа Жаре Батич мојот треба да него спомна. Мора да ми упадне додека зборувам. Чекај да каже млад, давај. Извини, па ја ми викам кросфитер сум затоа. За мојот изглед се погрижија Азелеја, МК, мојот студио Дадар и Extreme Nail Academy. Голем поздрав до нив кои што навистина секогаш се грижат за мојот изглед пред секоја емисија. Завршуваме со песна. Ајде, да се деки. Наташа и Павле, може. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, stay with me. When we dance, we have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you had that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before
me thrill us, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Уште еднаш? Other dancers may be on the floor, still but my eyes will see only you. Only you had that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill, it's only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me. Зашто не направите некој дует? Па, упадне. Još su rani moje noći, moje dani bili kaj karte razbacani. Dani za puta i minuta žene puste, a desila se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života lice, prvo sreće, drugo treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam lipo reci je, imamo na svitu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Ma nije ga ni bilo bez tebe. Македонија се гледаме наредната недела на Канал 5 телевизија. Ве поздравувам до следно видување. Чао!